Стадион. Емисија за вашата вистина. Јас ги застапувам вработените, нашиот синдикат, тоест УПА ги застапува вработените во државно правосудство и Сдружение на граѓани. Од ние што се најкритикувани во јавноста за било што, дали за плати, дали за работа, така натаму и така натаму. Па судите, судството не е омилено баш. Ама не поради вас. Судството не е омилено баш, викам. Не е омилено ниту администрацијата, ниту судството, меѓутоа многу ретко се знае во јавноста што впрочем работа да работените. Таму со какви проблеми се сочуваат. Ај со платите какви се. Ај какви се платите. Ајде за тоа, да. Еве ги имаме на листа, тука ми дадовме на новинарите, сега правевме баш пред некој ден пресконференција. Значи ќе почнеме најниските плати. Моментално најниските плати кај нас е под минимална плата. Во администрација и правосудство. И така е од минатото зголемување минималната плата пред година дена. Или година. Например, писар, дактилограф. Значи не, референт, тоа се вработените со средно образование и тоа се оние вработени кои ги гледаат сите граѓани кога доаѓаат да бараат нека услуга од било која институција. Тоа се шалтерските работници, тоа се записничарите, тоа се возачите се уште подоле од ова, помошно-техничките вработени. Тие се и лицата на институциите. Значи моменталната плата на помлад референт е 14.500 денари, што е спротивно на закон. И тоа сакам да ја прашам како може државата сама против себе? Државата сама против себе, многу убаво кажано. Проблемот е на начинот, бидејќи имаме системот на минимална плата е различен од системот на плата и во администрација и правосудство. Програмот што ја пресметува платата во администрација и правосудство е програм на бодови. Не е на фиксна сума. Не е на сума 15.194, тука е на бодови. Ние имаме иста вредност на бод што ја носи влада. Вредноста на бод нас ја носи влада и таа е иста 3 години поред. За да испливавме ние да дојдевме над минимална плата, вредноста на бодот ќе траеше се зголеми. Ама ако се зголемеше вредноста на бод, ќе траеше се зголемат сите плати во администрацијата. Што сака да кажете, дека се и овие 18.000 не важат за вас? Ќе биде проблем, да. Ќе биде проблем и кој ќе се донесе законот за минимална плата, ќе добијат минимална плата приватниот сектор и дел од јавниот сектор, што се на фиксна сума, односно се на коефициент 1 минимална плата, а ќе биде проблем за вработените во правата и правосудството. Чисто се сомневам дека ќе добијат и референтите и помошно-техничките вработени во исто време 18.000 денари минимална плата. Може да тужат, што треба адвокат? Треба да тужат, меѓутоа има голем страв кај вработените, поготово оваа категорија на вработени што имаат најниски плати, бидејќи тие вработени се претежно еден вработен во семејството и се плашат доколку тужат дека ќе го изгубат и тоа што го имаат. Од причина што секој функционер кој ќе дојде на функција, без разлика од каде доаѓа, најголем проблем е што лично ги сваќаат тужбите. Значи, ако се тужи некое министерство или се тужи некој суд или некој институција, тоа не сваќа. Они сваќаат зашто сега ти мене ме тужиш. Никој не те го тужи функционерот. Председателот на судот одма го сваќа тоа лично. Лично, апсолутно. Какви се другите плати? Сега и на судиите може ќе им помогнете, и они скокнаа бараат повисока плата. Толес, реално, она што нас ни останува сега вториот дел од тоа ескалестото усогласување, да бидеме реални. Ова не е покачување на плати. Ова е усогласување на платите со порастот на минимална плата. За покачување тек ќе треба да разговараме. Тоа е првото што треба да се разјасни. А по наши математики, последното зголемување на минимална на плата во администрација и правосудство беше пред 6 години, 2016, така беше. А од сега, од моментот на воведување на минимална плата, 2012 година, до сега, последното, што го слушнавме, минималната плата е зголемена 120%. Зголемување на плата во администрација и правосудство 10,6%. Од 120% ние имаме добиено 10,6%, што не е случај во другите делови на јавниот сектор. Во судството, судиите земаат сигурно околу 1000 евра. Колку зема стручен соработник, другите со високи? До 23.000 денари почна плата. Стручен соработник? Стручен соработник кој има правен факултет, положен правосуден испит, кој работи сите работи што ги работи судијата, што прави предмети, што пишува пресуди, што само не може да се потпише на пресудата, почетна плата е 23.000 денари. Добро, нели судството самостоен автономен буџет, за тоа се расправа цело време независно од судството треба да добие 1% од БДП или 0,8, имам изумено од последните измени на закон за буџетот на судиите, на судски буџет, тоа никогаш државата го нема префрлено на износ што треба да го префрли. Ако пишува 0,8 од БДП, тоа не префрлат 0,4 или 0,3 или 0,6.
И тоа е Ако е спротив, пак се 1% враќаме. 4,5 милиарди е... И сега имаме судски буџет во кој што судски буџет одлучуваат суди. Секогаш кога се одлучува за парите за распоредување на парите во судството, за вработените, прво се одлучува за судиите и секогаш има пари за судиите, а за судската служба нема. Имаме некои додатоци на плата што ги добиваат вработените, што не е плата. Секогаш судиите земаат повеќе, вработените земаат помалку. Судиите можат да дојдат до 35, на вработените не им се дава никогаш 35, им се дава 5, 10, 15 преку сила. Судска полиција колку зема? Судска полиција сега имаше пак правилник за додаток на плата, меѓутоа платите се исти од 18, 19, па највисоката до 22-3 Они се малце излагаат, испливуваат погоре со додатоците на плата и сега со додатокот на плата за недела што го стравате Сојузот на синдикатите на Македонија, каснеше платата сега за овој месец бидејќи не знае како да направи сметката, да. Сега со додатоците на плата, они се малце погоре, меѓутоа некако плата, пак ќе кажам додаток на плата. Плата и додаток на плата не е исто. Ќе имате неуедначеност. Некој на шалтер може повеќе да зема, некој помалку, зависи дали се бодови во прашање, зависи пресметка. Зошто не е тоа? Добро прашање, зошто не е така направено, бидејќи за разлика од другите... Кој го настои закон? Правда? Закон за тоа се сет на закон. Труд и социјала? Сет на закони се и сите ги носат Има различно. колизија меѓу него? И негде да, негде не. Најглавен закон кај нас е закон за административни службеници, што го носи Министерството за информатичка општествена администрација. Тој закон е препишан во сет на други 27 закони што регулираат плати. Сега, во судството плата во судската служба, плата се регулира со закон за судска служба. Во обвинителството имате плата за обвинителска служба. Ама устав за вработените е законот за работни односи. Да, ама законот за работни односи не регулира плати. Во уставот пишува дека платите се регулираат со закон или колективен договор. Сега во јавниот сектор, поготово администрацијата, имаме различни системи на плати. Негде имаме колективен договор кај што се регулира плата, негде плата регулира закон. Во одредена институција имаме правилници за плати. Кај што платата спротивно на устав и по закон се регулира со правилник. Меѓутоа кај нив е полесно ако има собствени средства, тие плати со тие правилници имаат многу повисоки плати од другите во администрација. Зошто не сте инсистирале на некој уедначување, на како е во регионот, во другите држави, во Европската унија? Еве сакаме таму да 8 можеби повеќе години се прави еден рамковен закон за плати во јавниот сектор. Тој рамковен закон, ако се донесе, што не сум сигурен дека некој ќе се донесе, ќе треба да има сите институции, каде што има, например, помлад соработник, тоа е веќе високо заработено, место со високо образование, да имаат иста плата во целиот јавен сектор. Меѓутоа, тоа ќе значи во моментов, ако се направи тоа, одредени институции драстично да ги намалат платите. Бидејќи помлад соработник во министерство, агенција или фонд има плата 21.000 денари, и тоа во нека самостојна агенција или регулаторно тело, истиот тој има плата 32.000 денари. може и до 50 во некои агенции. Апсолутно. И тука ни е борбата. Неусогласеноста на платите во јавниот сектор, поготово во администрацијата, е проблем што тешко може било кој да го реши. Како ви искуството со странските инвеститори? Што како? Искуството со странските инвеститори, со овие Моментално, како се вика технолошки, индустријски, развојни. Онамо каде што имаме синдикат е моментално во Кемет и во Адиенте. Джонсон Мети, Джонсон Ништо. Мети нема. Значи таму идеме. Не дозволуваат или не сте се обидели? Ние кога идеме, како не сме се обидели, идеме таму и директорите, директорките ни убедуваат како се они на голема фамилија, каде се почитуваат тие работнички права и така натаму. Викам, па ако сте вие таква фамилија како што велите, да е тогаш имаме интерес од работниците, има интерес да се организира синдикално и тоа да го ставиме на колективен договор, каде што не обврзува и нас работниците и вас работодавачите, исто да се почитува да го има на документ. Тука почнува потењето, па пак они кажуваат како биле фамилија, а знаеме дека таму се прават некои грин сати, а тие грин сати доколку работиш 270 часа во... Што значи тоа? Тоа значи дека ако е месецов со 168 сати, ти треба да изработиш 270 сати за да добиеш одреден бонус или покачување на платата. Тоа значи кршење на законот. По основ на, како се вика, на зголебена работа, на прековремена работа се заскриваат даноци. Се плаќа еднострано со актот, таа фирма, они решиле дека треба 100 да зема, кога работа толку сати, толку пари. А во колективниот договор вика секој прековремен сат се плаќа плюс 35%. И ние тука битката Не се баш
најсјајни таму Не односите. се најсјајни, ама ја ќе со ви кажам работничките. зашто. Ние кога отидовме, еве некам да кажам фирмата во слободната економска зона, кога дојде газдата од странство и ние носиме преводувач, а тој директор не знае дека тој е преводувач, мисли дека од тимот на преговори, вој нашиот му вика на тој јазик што го збори газдата, вика, абе батали ги овие синдиката, да стаги како синдикат, нека не зборат. Кога ни преведе девојчето до нас, овој посине. Газата. Значи, ние си правиме, ние тука што сме македонци, албанци, менаџери, си правиме ние да не сме синдикално организирани. Ние самите се подценуваме и викаме, дај ми мене плата 10.000 евра, а овој ќе работи за 100 евра. Ја така го разбирам тоа. Па така е. Не така, сигурно не така. Јас сум присуствувал на тие преговори, како ви му кажа, батали. Газдите тие постанците имаат интерес да Да, имаат ама синдикат. ние кога дојдовме во таа фирма, ние дојдовме со со таа фирма бидејќи има и во Европска унија, има и синдикат таму, ние пак ги поканиме браќата синдикалци да дојдат со нас. Ме разбирате? Па чекавме 3 сати пред капија, па да не примат, па вака така да се спремат, па посебно ние да сме влегле, посебно они да сме и све прифативме. Ама не знае дека девојчево го познава тој јазик, кога му кажа, што да ти кажува. Европската директива јасно кажува на Европската конфедерација на синдикати. Минималната плата секаде во Европа треба да биде 60%. Согласно Од просечната. анализите, компаративни анализи и така натаму од просечната. И на крај крајава ние што си разговараме со колегата, не е секоја економија иста, не е секоја минимална плата иста, а знаеме дека цените во продавниците во Германија и тука се за некој процент плюс минус. А во Германија колку се платите, тука колку се платите. Тука колку изнесува нафтените деривати, колку таму. А за електричната енергија да не збориме, таму е 50% поевтино тука. Закон за трансформација на работено за сај, тоа објасните го. Различни се. Што има врска тој сега со минималната плата? Ние зборевме, сега гледате. Еве ми е шансата и на власта и на опозицијата да покажат колку се за работникот. Власта ги има државните институции кои припаѓаат во синдикатот УПОС, каде што се бориме и јавно ги повикуваме. Опозицијата ги има 70% од општините кои се административни и јавни службеници или даватели на јавни услуги. Сите велиме дека треба да се почитува членот 8 од минималната плата, каде што вика скале со зголемување на останатите плати согласно порастот на минималната плата. Ние во моментов, како и УПОС, така и ССМ, во моментов со номенклатурата на дејности на работните места, више ги вадиме тие работни места. И ние ќе идеме со конкретни предлози, тоа со конкретно почитување на законот. За да не чекаме, бидејќи членот 8 вика да се согласат останатите плати во рок од 6 месеци. Ние како Сојузот синдикати на Македонија во кој склупе УПОС, ние немаме време за чекање. И затоа не излагаме на пресови, него ја работиме работата внатре. И ја пак ја кажам, нас дедлайн, дека нели се модерни амерички изрази. Нас ние дедлайн кој ќе излезе во службен весник минималната плата. Тогаш, господа, ние праќаме до општини, државни институции, до СОЗР во влада и до приватни компании. Дали биле членови, дали не биле слободни економски зони. Зошто не инсистирате на ова? Бајден го спомена. Кој? Славески. Рече, 5 години социјалдемократска власт имаме. Значи, влада е, не го зголеми или не се обидува да го зголеми членството на синдикатите во приватниот сектор. Да наложи, преку кодекси, преку притисоци. Бајден тоа што го направил со Starbucks, со Амазон. Значи, ние тоа го имаме виште пред 3 години. Ние го слушаме, не Бајден, тој уште со нашите братски синдикати од Америка, ние имаме соработка. И ние знаете што велиме во новиот закон за работни односи. Сега да однаму каде што има 30 работени, да мора внатре во компанијата да има колективен договор. Значи, работничките права да се го редуваат со колективен договор. Колективен договор кој го подпишува? Синдикатот, а од другата страна организација на работодавачите. Значи, ние тоа го кажуваме и сега со синдикати не кажуваат, сега на професор да му кажам за он што предава економија. Нашето барање е заедно во пакет со закон за минимална плата да се направат измени во сите други закони што регулираат платата во администрацијата, односно јавниот сектор. И тоа е, кога ќе се зголеми минималната плата, сите останати вработеници до зголемување скалесто со не зголемување, извинете, погрешен збор, усогласување со растот на минималната плата. Тоа е барањето. Имавме пратено, извинете, барање до нашите синдикални организации, се произнесуваат сите една по една. Што ќе се случи ако не се зголемат скалесто платите во администрацијата, така да ќе направиме како што кажат членовите. Ке затварате судови?
Ки имаме некој израз Школи. на незадоволство, школите не се кај нас под синдикатот, но по под судови, синдикат. администрација, локални самоуправи, агенции, фондови, да. Прве не треба да се праша прашањето дали мора. Треба согласно законот. Оној кој нема да си го почитува законот, кој ќе биде одговорно лице на таа институција, фирма, фабрика и така натаму, ќе се одговара кривично согласно законот. Бидејќи ние денеска сме председатели, утре може нема да бидеме. Така и тие директори утре се, денеска не се, а законот мора да го почитува државата. Со тоа кажуваме дека ја почитуваме државата и наша врска е тоа да го направиме. Ако има такви директори, работодавачи, мажи, зборам декларативно, да го направи тоа и да се спремни да лежат затвори, кривично да одговараат, нека повелат. Ние сме спремни да идеме до крај. Последна инстанца е штрајкот. Нормално дека ќе има штрајк. Тоа е наше право согласно закон за работници и колективен договор. И ние ништо не бараме вон законското решение за скалисто покачување на останатите плати согласно порастот на минималната плата. И не го гледам проблемот и не го лоцирам проблемот дека е проблем, туку е тоа законско решение. А ако сака да седнеме, да го отвориме колективните договори, да преговараме за коефициентите, да преговараме за бодот, нека повелат. Или може исто и како синдикати ни се раѓа идејата меѓу нас што збориме и да биде зголемувањето во износ. Еве, прост пример. Минималната плата се покачена за 2800 денара, ајде ако е скапа да сите да им дадеме по 2800 денара скалест. Од минималната плата па нагоре. Дека наша интенција Да не биде по секогаш- коефициент на сложеност. Да. Еве, ако е скапо, ако навистина државата дека и за незен или криза, еве, јавно кажам пред целата македонска јавност, дај да го направиме тоа со износ. Истото да го направиме кај пензионерите. Дека слушам тие се наши мајки, татковци и они треба да го живеат месецот, не ме менува во комшијата кој пензионер да нема, а јас да го добиам она што ми следува согласно закон. Да го направиме тоа. И ја охрабрам државата, ако треба више, дека многу пати сме се задужиле, да се задужиме за народов македонски, за да може да преживее во оваа Добро, ќе се зголеми оваа потрошувачката. ќе се па така е, бидејќи ние и работниците и пензионерите преку платите, пензиите што ги изимаме, пазариме во маркетите, плаќаме режии, струја, вода и така натаму. Истите пари ги вртиме во државата, во стопанството, во економијата и тие одреден процент завршуваат кај нашите драги работодавачи. И они мора да го сватат. Стадион. Емисија за вашата вистина.